Благодарам. Продолжуваме со начинот на кој што се избираат членовите на Советот на јавни обвинители, како што беше примерот и со членовите на Уставниот суд, односно уставните судии, односно насилно, спротивно на процедура и единствено. Она што го запазувате е насоките кои што ги добивате од страна на штабовите од каде што ви доаѓаат кандидатите. Но, во однос на првата точка, која што беше сега затворена од ваша страна, и начинот на кој што утврдивте предлог кандидат за член на Советот на јавни обвинители, не навлегувајќи во однос на биографијата, морам да ве запрашам. Како тоа од тројца пријавени, само еден утврдивте и со тоа ја затворивте расправата, бидејќи било безпредметно да се расправа по другиот предлог? Како тоа 7 пратеници од комисијата изгласавте и го одзедовте правото на другите 113 пратеници да се изјаснат на пленарна седница кој ќе биде избран за член на Советот на јавни обвинители? Овде, со ова гласање, единствено утврдувате предлог. Може би, на самата пленарна седница ќе имаше дополнително расправа и со тоа ќе имаше можност да другите пратеници, претежно од вашата коалиција, односно од владеачкото мнозинство, да заземате различен став од оној што се заземал овде. Ова самоволие на земање на прв дојден, прв услужен, го практикувате и воспоставувате лоша пракса, а со тоа ги дестимулирате сите други идни потенцијални членови на највисоките правосудни органи да се пријавуваат, бидејќи по вашата логика, кој е оној кој што ви кажале дека треба да помине, го ставате прв на разгледување и ја завршувате процедурата. Односно, имате принцип на прв дојден, прв услужен. Тоа го видовме и во однос на уставните судии на изборот, ова го гледаме и овде. Но, ве предупредив уште на разгледување на првата точка кога бевме, за првите кандидати, дека имате спротивност со членот 32 од Советот за Законот за Советот за јавни обвинители на Република Македонија, каде што, цитирам, вели: членовите на Советот што ги избира Собранието на Република Македонија, член 32, став 1, за член на Советот што го избира Собранието може да биде избрано лице кое ги исполнува следните услови: да е државјанин на Република Македонија, дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство во правната професија со положен правосуден испит и кое во вршењето на правната професија се истакнало со научна или професионална работа или со своето јавно делување. Понатаму, да не е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување во вршење на функцијата или друго кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 6 месеци, да го прави недостоен за да ја врши функцијата член на Советот. Членовите на Советот што ги избира Собранието се од редот на универзитетски професори по право, адвокати, поранешни судии на Уставниот суд, меѓународни судии и други истакнати правници, од кои двајца се припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. И внимавајте, ако на првата точка, кога разговаравме за ставот 3, председателки ќе ве замолам, се однесува на вас. Ставот 3 од членот 32 се обидовте да го објасните, но не го дообјаснивте. Се заплеткавте во едно објаснување од кое што добивте од подпредседателот на Собранието известување насока дека терајте, нема што да се занимаваме со овој член. Ставот 3 вели: седницата на Собранието на Република Македонија, на која се избираат членовите од ставот 1 на овој член, е итна и се одржува во рок од најмногу 30 дена од денот на изборот за членови на Советот што се избираат од страна на јавните обвинители. Се однесува на ставот 1, а ставот 1 се условите кои ги избира и кои личности можат да бидат избрани од Собранието на Република Македонија. Имате колизија со вашите огласи. Имате поминато повеќе од 15 месеци од објавување на огласите.
Каде ви се запазени роковите? Имате суштествени повреди на постапката при утврдување и предпоставувам во блиска иднина изгласување на вашите кандидати за членови на Советот на јавни обвинители. За да недоразбирањето биде уште поголемо, на прашање директно до председателот на Советот на јавни обвинители, кој што треба да работи по законот за јавни обвинители, односно за Советот за јавни обвинители. При разгледување на извештајот, на директно прашање, во однос на посочениот член 32, вели тоа е одговорност на собранието. Односно, се тргнува одговорноста. Целокупната одговорност се пренесува на собранието како колективен орган и она што секогаш го зборувам, колективна одговорност, односно неодговорност, ќе се изгласа, иако е спротивно на одредени процедури и насоки, пак влегува во сила и истите се избрани. Потенцирам председателот на Советот на јавни обвинители не даде одговор на тоа дека самиот оглас ви е пробиен, односно ви се поминати роковите со што правите суштествена повреда на самиот избор, а со тоа ги дискредитирате и оние кои што ги назначувате, а целокупната работа на Советот на јавни обвинители е доведена во знак прашалн. Ова не го зборувам само јас. Еве ви цитирам Ленче Ристовска. Ја знаете, јавен обвинител, кој што беше еден од истакнатите јавни обвинители во така нареченото СЈО. Вели, цитирам, Советот на јавни обвинители е извор на тргување со влијание и треба да се реформира. Се додека членовите на Советот, на кандидатите што аплицираат за повисоки позиции, отворено им кажуваат дека некој треба да се јави за кандидатот да биде избран. Прашањето ми е кој се јави за да овие кандидати бидат избрани. Јасно е дека Советот е извор на тргување со влијание во обвинителството, а затоа сметам дека треба да се реформира. Подоцна, изборот што Советот го прави, креира, внимавајте, клиентелистички однос на јавните обвинители кон тие што лобираат за нивниот избор и сето ова неминовно води кон систем што не може да одговори во борба со корупција и организиран криминал. Завршен цитат. На што ве упатува ова? Зашто зборуваме овде? Зборуваме за членови на Советот на јавни обвинители. Кога јавните обвинители ви упатуваат дека станува збор за клиентелистички однос. Со сето ова го креирате, овој клиентелистички однос и предлагате да се изберат кандидати, а за другите ниту не се отвара расправа за да можат истите да се разгледат, можеби покрај, еве конкретно покрај Кети Петкова, можеби и за некој друг ќе имаше од одредени дискусии ќе произлегува дека нешто може да има подобри квалификации и услови за да некој друг кандидат биде таму. Но вие сувопарно пристапувате единствено кон затварање на темата и назначување, а со тоа давате до знаење дека во дадениот момент се користи фразата дека прв дојден, прв услужен важи само за изборот. Но во дадениот момент гледаат кој прв да избега од правосудните органи. Сето она што го гледаме, што се случува и во Советот на јавни обвинители, и во Судскиот совет, е директен показател дека судството е на стаклени нозе, односно веќе е пропаднато и сите бегаат од одговорност. Ова го потврдуваат сите меѓусебни препукувања. Ако за членовите кои што се боревте да бидат избрани, а кои беа предложени од председателот на државата, за Судскиот совет, понатаму видовме дека при разрешувањето на функцијата председател на Советот, на Судскиот совет, се доведовме во ситуација да јавноста јавно виде што се случува таму.
таму се случуваше превласт кој да го контролира судскиот совет, за да се заштитат, цитирам како што рекоа, најпрво предходната председателка на судскиот совет, господјата Црвенковска, која што потенцираше дека судско бизнис елити владеат со судството. Тоа е директен показател дека и таму некој кревал телефон за да се знае кој каде да биде разместен, кој да биде казнет, кој да биде послушник и како секоја пресуда која што е од прекршок до кривично или граѓански спор мора да помине низ органите на владеачкото мнозинство. За да пред да се објави, истата мора да ги помине овие филтри. Ова е директен показател, бидејќи самата председател, внимавајте, на највисокото тело кое што треба да се грижи за достоинството и интегритетот на судиите и судството, ви појаснува и се повикува дека има директно влијание од бизнис судски елити. И вие тоа не го слушате. После неколку месеци, за кои што драстично и се најавуваше дека ќе има соодветни постапки, соодветно постапување, другата председателка, која што на првата седница кога ја назначија, изјави дека од сега нема веќе да се бират по список самите кандидати. Истата само за неколку месеци се произнесе дека повторно од нејзиното разрешување ќе бидат задоволни единствено, цитирам, единствено одредени политички кругови кои што се на власт. Сето ова е индикација дека недовербата која што граѓаните ја имат во правосудните органи е целосно оправдана, со честни исклучоци на оние кадри кои што се борат во рамките на своите права и обврски да го заштитат правосудниот систем, меѓутоа истите се немокни, бидејќи центрите на власт ги контролираат сите други постапки. Со тоа што, конкретно, за Советот на јавни обвинители, кога зборуваме, имаше и директна, односно директни недоразбирања или, поблаго кажано, конфронтирање помеѓу министерот, новопечениот министер за правда и председателот на судскиот совет, на Советот на јавни обвинители, кој што го води Советот на јавни обвинители и единствено што прави, се жали дека нема овластување. Министерот јасно му порача дека истиот не е запознат, односно се чуди од неговото непознавање на позитивните законски прописи во однос на изјавата дека министерот дали имал или немал право да го побара записникот од седницата каде што имало разрешување на председателот на Советот на председателот на судскиот совет. Со тоа што му одговара дека има право и самиот министер, иако нема право на глас, е член на судскиот совет и мора да има пристап до овој записник, а самиот председател на Советот на јавни обвинители му вели дека тоа не е дозволено. На јавна сцена се препукуваат Советот на јавни обвинители, председателот со министерот, кој повеќе знае, односно кој помалку знае. И во дадениот момент се потврди дека оние кои што треба да ги прават и реформите и да ги спроведуваат, не се запознати со позитивните законски прописи и не знаат да ги спроведуваат, што уште еднаш потенцирам, министерот заедно со председателот на Советот на јавни обвинители јасно и децидно го потврди тоа во изјавите кои што ги даваше во однос на ваквите изјави. Цитирам, вака вели самиот министер. Ваквата изјава на председателот на Советот на јавни обвинители денеска ја демантира министерот за правда Крајна Ралога и велејќи дека не одлучувал Јолевски како висок представник на судската власт да не ги знае и не очекувал да не ги знае законите и уставот. Согласно уставот, вели Лога, министерот за правда е член, член е на судскиот совет без право на глас, а од тука има право да реагира и да бара да му биде доставен записник од седницата на советот.
Внимавајте, министер за правда се занимава со јавно препукување со председателот на Советот на јавни обвинители и истите не можат да се договорат како ќе постапуваат и што ќе постапуваат. Ова е недозволиво. Недозволиво, бидејќи од овде се нарушува интегритетот и достоинството на целокупниот правосуден систем. Советот на јавни обвинители, кој што треба да ги назначува, разрешува, унапредува јавните обвинители, не знаел што значат позитивните законски прописи, односно министерот, цитирам, очекувал како висок представник на судската власт од Јолевски да ги знае законите и уставот. Па тој мора да ги знае, не да очекува. За да понатаму направиле состанок да ги разјаснат состојбите и уште повеќе се заглавиле во конструктивниот разговор кој што го имале, односно се дообјаснувале дека министерот не можел, министерството можело, министерството не можело, министерот можел. Министерот, како министер, е личност која што го представува министерството. Не зборуваме овде за име и презиме како член на судски совет. Член на судски совет по функција е министерот, а не Кренер Лога како личност. И затоа ваквите обиди да се на некој начин смират јавните препукувања и топката помеѓу оние кои што треба да вршат реформи и да се надмудруваат кој повеќе или помалку го познава законот и уставот, завршуваат со подлабоко замрсување на состојбите. Односно навлегуваат и излегуваат со ставови дека министерот можел, министерството не можело, некои толкувања кои што и за лаик по право се смешни, односно не држат никакво објаснување. И сега вие понатамо ќе зборуваме за избор на член на Советот на јавни обвинители. Ние председателот е директно нападнат од министерот, вие ги кршете постапките и очекувате овие кандидати сега кои што ќе ви влезат во Советот на јавни обвинители да ги унапредуваат, разрешуваат, санкционираат или разрешуваат јавните обвинители во Република Македонија. И на првата седница повторно председателот на судскиот совет ќе рече: немам никакви овластувања, немам никакви надлежности, се што ми е дадено ми го зедоа со законот за јавно обвинителство, односно јавниот обвинител е главен. И бара да се смилува јавниот обвинител да му достави одредени соодветни податоци за состојбата, односно во односи на водење на дисциплински постапки, а мора да чека, и според изјавите на обвинителката, некој да му крене телефон за да каже кој да биде избран. Сето ова е резултат на оние мизерни 2 и 3% доверба, кој што во дадениот момент, доколку има сондажа на јавното мислење, сигурно ќе биде под 1%, бидејќи не може да биде под 1%, бидејќи само вработените во судските органи се толку и мораат да кажат, иако знаат дека нема правда, мораат да кажат дека се согласуваат со постојните решенија кои што ги спроведуваат, како и правдата и владење на правото во Република Македонија. Договорите кои што беа на дневен ред во собранието, односно законските решенија за договорите за коридорите, истите посегнаа да ги редактираат и да не им ги достават на јавното обвинителство и на Државната комисија за спречување на корупција, која што од друга страна се спротивставува на јавното обвинителство, бидејќи не им се прифаќа ниту една иницијатива. Тоа значи дека немаме никакво владење на правото, тоа значи со фактот што секој си дозволува да си толкува и да доставува документи како што нему му одговара, тоа значи дека законот воопшто не се применува и не се почитува. А за тоа, првиот стол за владење на правото, најодговорни се правосудните органи. И сега, со назначување после 15 месеци од огласот од страна на Советот на јавни обвинители да се докомплетира
после 15 месеци потенцирам, бидејќи станува збор за поминати рокови за назначување, а со тоа и немање на легитимитет за понатамошно постапување, за да сите овие кои што ќе ги назначите и ќе бидат понатамо филтер за избор на обвинители, со тоа ќе си воспоставите заштита за криминалот кој што го правите. Но еве од овде ви порачуваме дека нема да се заштитите, бидејќи за се има план како да се постапи и како да се реформира правосудниот систем, вклучително и јавното обвинителство со јавно-обвинителската служба. Бидејќи она што го правите е единствено за зачувување, односно за заштита од криминалот што го правите. И уште еднаш ви потенцирам, првите луѓе од председател на Судскиот совет до Совет на јавни обвинители, министер за правда, вице-премиер за добро владење, предходно за борба против корупција и организиран криминал, како беше новокомпонирано министерство единствено за згрижување на партиски послушници од страна на владеачкото мнозинство. Мноштво на институции со меѓусебни препокувања. Иницииравте и ревносно браневте овде кандидати за уставни судии, за да после тоа, кога ќе ви донесат одредена одлука, повторно не ја почитувате. Тогаш беа добри, после тоа не се добри. Грковска како вице-премиер, новокомпонирано вице-премиерско место, се изјасни дека Јовевски бил тесна карика во правосудниот систем. Не заслужувал никакви унапредувања, а не пак избор на уставен судија. Истото се произнесе и Државната комисија за спречување на корупција, господица Билјана, која што потенцираше дека ништо не сработил, а вие повторно, упорно го туркате да биде уставен судија во Уставниот суд на Република Македонија, кој што треба да ги оценува, еве и во најновиот случај, сите законски решенија кои што ги донесовте, а истите предходно ги укинале или поништиле одредени одредби, ви беше посочено со одлуки од самиот Уставен суд, а вие се повикавте дека сте направиле соодветни измени, но на потек е Уставниот суд. Председателот видовме дека тоа што му се сервираше, тоа го подпише, иако предходно ревносен беше дека нема да ги подпише, но сега биле сменети точка и запирка и затоа поминале, сега биле добри, окей биле, и внимавајте, председател на државата ги упатува сите оние кои што не биле задоволни да го оспорат пред Уставниот суд. Како да тоа е проформа и неговиот подпис на законите и указот кој што треба да го подпише, нема никакво значење и влијание. Се додека вака се однесувате и се однесуваат оние кои што треба да ги заштитат правата на граѓаните, се дотогаш ќе имаме вакви состојби и во правосудството и во целокупниот државен апарат, нема да функционира ништо. Во однос на Советот на јавни обвинители, каде што сакате на брзина сега, после 15 месеци, да изберете член на Совет. Во самиот закон за Советот за јавни обвинители, многу јасно и децидно, и во претходните дискусии, колешките образложија, ви го образложија законот, доколку го немате елаборирано, ви го образложи колешката, претходно што разговараше за претходната точка господица Панова. Се ви објасни, но немаше слух од страна на оние кои што требаше да слушаат и да ги разработат членовите за кои што требаше самите да се замислите дали да постапувате на ваков насилен начин да ги носите, односно да ги избирате. Во однос на надлежноста и начинот на работа, морам да ви потенцирам, иако некои од колешките ќе кажат дека да, тоа е во закон и го знаат, но морам да ви цитирам. Советот е надлежен да дава мислење на владата на Република Македонија по предлогот за именување и разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија. Внимавајте, директен учинок при изборот на јавен обвинител на Република Македонија, она функција која што сега од владата е критикувана дека не е стручна и компетентна, од сите други надлежни институции, Државна комисија за спречување на корупција и сите други
посочена како тесно грло во правосудниот систем е со мислење од страна на Советот на јавни обвинители. Прва надлежност дадена согласно закон на Советот за јавни обвинители е токму надлежноста да даде мислење на владата на Република Македонија по предлогот за именување и разрешување на јавен обвинител на Република Македонија. Ги избира и разрешува јавните обвинители. Утврдува престанок на функцијата јавен обвинител и одлучува во втор степен во постапката за утврдување на дисциплинска одговорност на јавните обвинители. Е ова дисциплинска одговорност во втор степен. Но во првиот степен зависат дали документите ќе им ги достави јавниот обвинител на Република Македонија. Не може да постапува доколку јавниот обвинител на Република Македонија не се произнесе и неблаговремено им достави соодветни документи за кои што сметам дека треба да имаат координација на дневна основа, да ги доставуваат и да бидат пример за запазување и на роковите, за запазување и на постапките, а не на вакви начини да се избират членови на Советот на јавни обвинители, со што се дискредитира целата работа на самиот Совет. Одлучува за утврдување на нестручно и несовесно вршење на функцијата јавен обвинител. Советот на јавни обвинители, односно посочената господја која што треба да биде член на Советот на јавни обвинители, ќе врши разрешување и оценување на јавните обвинители. Односно, оној предлог кој што го утврдивте предходно, по принципот прв дојден, прв услужен, без да се разгледаат другите кандидати, кои што доставиле апликација, вие му давате надлежност да одлучува кој ќе биде унапреден, кој ќе биде разрешен и кој ќе биде избран, односно, кој каде ќе биде избран, бидејќи условите се знаат кои се и доколку некој ги исполнува, истите морат да го распределат по соодветните огласи на кои што аплицирале. Советот на јавни обвинители. Директно на прашање зошто во моментот кога имаше избор на јавни обвинители во одделението за организиран криминал, основното јавно обвинителство за организиран криминал, корупција, истите од неколку кандидати кои што ги имаа, утврдија дека истите не биле соодветни, а формално правно ги исполнувале условите, но не биле соодветни за да ги изберат. Која е таа субјективност и дискреционо право на Советот на јавни обвинители за кандидати кои што ги исполниле формално правно согласно закон условите за унапредување, истите утврдуваат дека по нивна лична оценка истите нема да биле добри во извршување на функцијата. Како тоа тие утврдија? Ова дискреционо право кое што самиот Совет си го зел, директно се потврдува и од изјавата на обвинителката Ленча Ристовска. Односно, за оние 5 кандидати не ги избрале, самоволно утврдиле дека не треба да ги изберат, односно се потврдува изјавата дека некој не им кренал телефон. Единствено, Советот е должен да ги утврди дали ги исполнуваат условите и доколку има, констатирам, за 5 места 10 кандидати, да утврдуваат кој ќе биде. А во момент кога за 5 места се пријавиле 5 кандидати, како тоа тие одлучиле дека некој нема да ги исполнува условите? Понатаму, кога треба да се изберат одредени кандидати за кои што се уште не се договорени, Советот на јавни обвинители нема кворум за работа. На прашање до јавниот обвинител, односно до председателот на Советот на јавни обвинители, зошто е тоа така, немат конкретен одговор. И се повикуваат дека треба да имат мнозинство, па сите знаеме дека треба да имат кворум за работа. Закажале седница за утврдување, односно за избор, но не добиле во меѓувреме повик кој да биде избран и затоа
немало кворум наредниот ден, на неколку наврати, да не се избере оној, можеби ќе го сгрешат, нема да биде по директна насока на оние кои што им даваат насока директно од владата. Друга надлежност. Ја следи работата на јавните обвинители врз основа на оцена на нивната работа согласно со Законот за јавни обвинителства. Одлучува за привремено оддалечување од функцијата јавен обвинител. Постапува по представки и поплаки на граѓани и прави лица за работа на јавните обвинители. И правните лица за работата на јавните обвинители. Одлучува по поднесено барање за дисциплинска одговорност на член на Советот. Донесува одлука за член на Советот да може да врши непосреден увид во работењето на јавните обвинители. Донесува одлука, односно овластува член на Советот да врши увид непосреден во работењето на јавните обвинители. Сега, надзорната улога со еден степен над работењето на јавните обвинители е поврзана со Советот на јавни обвинители. Ако јавното обвинителство има 2, односно 3% доверба, Советот на јавни обвинители со последните случувања има 0,3. Сега ние очекуваме дека истите овие луѓе, кадри и органи ќе воспостават владење на правото. Нема да воспостават, од овде ви кажува. Минатата година, кога ги разгледувавме извештаите, од 8% ви потенциравме дека ќе падне многу повеќе и ете паднавте на 3% поддршка од граѓаните. Вели, донесува етички кодекс за јавните обвинители по предлог на Сдруженијето на јавните обвинители, го определува бројот на јавни обвинители во јавните обвинителства со одлука. До крајот на февруари во тековната година со одлука го утврдува бројот на слободни јавни обвинителски места во основните јавни обвинителства за наредните 2 години, и одлука да ја доставува до Академијата за обука за суди и јавни обвинители. Ова го промашија од стартот, требаше овој орган да се реформира, односно да се расформира, бидејќи основната функција која што им беше дадена нема соодветен капацитет единствено да утврдат дали и колку во наредните 2 години ќе им требаат, односно ќе имаат потреба од јавни обвинители. Ги разгледува и оценува годишните извештаи на јавните обвинителства, односно истиот само проформа ги разгледува и оценува, бидејќи со вакви кандидати кои што вие ги предлагате, морам да ви цитирам каде се заплеткува самиот Совет. Еве во извештајот на Советот на јавни обвинители, најпрво се жали дека вели Јавното обвинителство на Република Македонија, кое до 31.12.2022 година не доставило извештај по 18 представки, односно со задоцнувања некои воопшто не доставуваат. Висшето јавно обвинителство Скопје со 10, висшите јавни обвинителства Битола, Гостивар, Штип имаат по една представка по која не е добиена извештај заради што се доцни со одговорите до подносителите на представките од страна на Советот на јавни обвинители на Република Македонија. Само неколку пасоси понадолу. Вели постапување по другите поднесоци. Разгледани и оценети се 28 годишни извештаи за работата во 2021 година на основните јавни обвинителства, годишниот извештај за работа на основното јавно обвинителство за години на организиран криминал и корупција на 4 виши јавни обвинителства и годишниот извештај на јавното обвинителство на Република Македонија, кои се позитивно оценети од страна на Советот на јавни обвинители. Тоа значи, со тоа што позитивно се оценети јавните обвинителства, на извештаите на јавните обвинителства, Советот на јавни обвинителства, на јавното обвинителство, експлицитно признава дека целокупната вина е кај него. Тие како контролор на јавните обвинителства не воспоставиле систем да ги утврдат аномалиите во работењето на јавното обвинителство. Но ќе ве замолам ако може за
Но со фактот што истите навлегува и си ги превземаат своите надлежности и контрадикторните извештаи, се потврдува и она дека Советот на јавни обвинители, за жал морам да кажам дека што побрзо се распушти, ќе биде подобро за правосудниот систем, односно воопшто нема потреба во дадениот момент и дадената форма од постоење на овие јавни на членови на Советот на јавни обвинители и јавните обвинителства кои што ги контролираат истите, немаат ништо воспоставено како систем за контрола и надзор и истите единствено се заплеткуваат во собствените лавиринти кои што си ги поставуваат. Но на ваквите констатации на Советот на јавни обвинители на Република Македонија, истите не одговорија и единствено повторно се повикуваат на тоа дека немаат никаква надлежност за одлучување. Па прашањето ми е зошто се нови членови во Советот на јавни обвинители ако немаат никаква надлежност на одлучување? Еве, во дадениот момент сакате да изберете нови членови на Советот на јавни обвинители, а истите немаат никаква надлежност според кажувањата на председателот на Советот на јавни обвинители. Бидејќи овие надлежности кои што ги набројав и дополнително во однос на она што им е дадено како надлежност, односно донесува деловник за работа, единствено тоа можат сами да го исполнат, донесува решение за мирување на функцијата јавен обвинител, издава и одзема службени легитимации на јавните обвинители, води персонален лист за јавните обвинители, поднесува извештај за својата работа, дава мислења по закони од областа на делокругот на работа на Советот, дава мислења по програмите на Академијата за обука на суди и јавни обвинители, внимавајте, Советот кој што вели дека нема никаква надлежност, дава мислења по програмите на Академијата за обука на суди и јавни обвинители. Објави оглас и спроведува постапка за избор на јавен обвинител за времено упатување во друго јавно обвинителство и врши други работи утврдени со закон. Кои се тие други работи утврдени со закон? Еве закон за работа на јавните обвинители, односно на Советот на јавните обвинители. Целокупно земено, процедурите ги прекршувате од старт и затоа имаме и вакви извештаи за една институција која што треба да биде репер и да биде водилка за сите јавни обвинители во Република Македонија, кои што треба да бидат независни и непристрасни по принципот на поставеност на субординација. Истите треба да одговараат, но немаме никаква одговорност и затоа и ваквите извештаи кои што ги доставуваат се проформа, а со тоа се девалвира и самата институција Совет на јавни обвинители и воопшто нема потреба од нејзино постоење ако она што го елабориравме и потенциравме дека во дадениот момент нема потреба од избор на член на Советот на јавни обвинители. Еве самите ја повлековте точката за објавување оглас за второстепена управна постапка и постапка од работен однос за Државната комисија со образложение дека бил краток рокот, но овде не смогнавте сили дека е против законски овој избор и не сакавте да го поништите и благовремено да објавите за да немаме суштински повреди на постапката, а со тоа и да нема девалвирање на самиот Совет, односно самата постапка при изборот да биде соодветно запазена. Скандалозно беше и при изборот, каде што сите беа зачудени од изборот на јавниот обвинител на Оделението за организиран криминал, основното оделение на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, при изборот на јавниот обвинител Абази, каде што
сите од дипломатскиот кор до стручната и експертската јавност, па дури внимавајте и премиер на Република Македонија и председателот, сите беа зачудени како дошло до избор. А никој не покрена постапка да ги утврди начинот на избор, но понатаму се утврди дека всушност се е смислено за да се вршат распоредувања на обвинителите, кои што тие ги унапредуваат и назначуваат, еве, од вакви постапки. Односно, денес се разговара за член на Советот на јавни обвинители и со тоа се докомплетира сликата за во наредниот период се утврдува кој од јавните обвинители ќе биде подобен, а кој не, односно кој ќе слуша, а кој нема да слуша. Ако една од функциите беше разрешување и престанок на функцијата на јавен обвинител, кај Советот во самиот извештај и во членовите кои што биле избрани и овде, како што сега е постапката, немаме никакви постапувања, односно единствено се повикуваат дека функцијата јавен обвинител им престанала на 16 јавни обвинители поради условите за исполнување на условите за старосна пензија, внимавајте. Тоа значи нема ниту една постапка соодветна, нема ниту еден за кој што се постапувало, а довербата и начинот на работа се катастрофални по однос на самата институција, а со тоа следствено и на јавното обвинителство. Народниот правобранител констатирал дека има предистражни постапки и истражни постапки со децении и, цитирам, вели, некои граѓани не можат да ги остварат своите права и во текот на својот живот. Тоа го констатирал народниот правобранител. И во една дополнителна забелешка става дека предистражна постапка трајала повеќе од 20 години. Дали сме свесни што зборува народниот правобранител? 20 години предистражна постапка. 20 години некого или некој се во неизвестност дали ќе се утврди кој е одговорен за стореното кривично дело, а од друга страна, оној кој што се посочува се додека не се утврди неговата вина, е под знак прашање, но оваа голгота трае повеќе од 20 години. Но ова е следствено на вакви совети на јавни обвинители кои што ги бирате, на вако јавно-обвинителски систем и на вакво судски совет и на судство кое што во дадениот момент функционира. И затоа го повикав и председателот на Советот на јавни обвинители веднаш да се распуштат и веднаш овој орган во дадениот состав, во дадениот момент, со надлежностите кои што ги немале, а требало да ги имат, нема потреба од постоење. А вие престапувате после 15 месеци од распишување на огласот, што е спротивно на закон, да именувате, односно да изберете нов член на Советот на јавни обвинители, кој што од старт е девалвиран начинот на избор, бидејќи ви цитирав член 32 од Законот за Советот на јавни обвинители, каде што јасно и децидно ви е утврдено дека седницата на Собранието на Република Македонија на која се избираат членовите од ставот 1 на овој член е итна и се одржува во рок од најмногу 30 дена од денот на изборот на членови на Советот што се избираат од страна на јавните обвинители. За да со ваквиот избор понатаму се провлекува оној клиентелистички однос кој што го потенцира и обвинителката Ленча Ристовска, за која што единствено се покрена постапка дали било етички или неетички, за изјава дадена на форум, каде што се констатира недостатоци на функционирањето на системот, на правосудниот систем, а никој, односно јавниот обвинител на Република Македонија, не најде за сходно да ги повика председателката на Судскиот совет Дамева и Црвенковска, кое што на нивните заминувања пред целата јавност признаа дека
со судскиот совет влијат бизнис судски интереси, односно само одредени политички структури ќе се офајдат од ваквите промени. И јавниот обвинител овде не најде, ниту Советот на јавни обвинители не најде за потреба да поразговараат на што се однесуваат овие изјави. За кого станува збор, бидејќи се јавно дадени изјави. Од овде произлегуваат многу понатамошни постапки. Кои се суди и јавни обвинители биле опфатени во ваквите клиентелистички постапки, за да и Советот на јавни обвинители, кој што треба да се дополни со 2 члена, ја добие заслужената и замислената функција која што при неговото формирање е да биде еден независен орган кој што ќе ја држи, односно ќе се грижи за достоинството и интегритетот на јавно-обвинителската служба и на јавните обвинители, и со тоа ќе допринесе за независност на јавното обвинителство да можат истите да одлучуваат врз основа на сопствено убедување, а не по диктирање од страна од оној кој што ќе им насочи и ќе им каже како да постапуваат. Сето ова е показател дека се движиме во погрешна насока. И затоа собранието како орган кој што ги избира овие треба да формира една надзорна расправа во тоа што тие кои што сме ги избрале, бидејќи се избрале во собранието, што сработиле, зошто се случуваат сите овие скандали, каде оди довербата кај граѓаните, каде оди владењето на правото, кои се тесни грла, каде што правосудниот систем целокупно затајува, тргнувајќи од сите оние органи на прогон, па се до завршување на правосилни и извршни судски пресуди. Но никој од актуелното мнозинство не се запрашува што понатаму. Еве овде денес по принципот на прв дојден прв услужен ја завршивте работата за едниот кандидат. За другите кандидати нема потреба да се разговара. Прв дојден прв услужен принцип за член на Совет на јавни обвинители. Никаде не дефиниран начин на избор, никаде не дефинирано правило и непознат термин. Прв дојден прв услужен. Како да се наоѓаме во супермаркет, па кога се чека на ред, прв дојден прв услужен. Но сето ово упатува на тоа што ви потенцирав, дека самиот Совет ја нема улогата која што треба да ја има и ваквите дополнувања на вакви сомнителни и против законски назначување избори доведува до клиентелистичкиот однос кој што самите обвинители веќе внатре во јавно-обвинителската служба јавно го произнесуваат и се сомневаат, односно потенцираат дека треба некој да крене телефон за да некој биде унапреден или да биде избран на одредена функција во јавно-обвинителската служба, односно во јавните обвинители. Затоа ве повикав да ги поништите овие огласи, како што направивте за претходната точка за второстепената управна постапка за комисијата, да ги поништите и доколку сакате соодветно да ги пополните, да се повтори постапката, но во роковите кои што се дадени да бидат согласно закон, за да може истите да добијат пред се на легитимитет самите членови кои што ќе бидат избрани таму и да бидат соодветни стручни кадри, не навлегувајќи во личните квалификации во дадениот момент, бидејќи самата постапка од старт е промашена. И сето ова го терате насила и не сакате да слушнете ниту едно друго размислување, односно од страна на опозицијата, ова ви го потенцираме години назад и сето ова што ние го потенцираме, на крајот се остварува бидејќи ваши се постапките и грешки. Од 8% паднавме на 3%. И внимавајте каква ќе биде перцепцијата во наредниот извештај. Не одете далеко. Пред неколку дена имавме презентација на јавното мислење во однос на покрај другите аспекти и на органите, на државните органи во судството и јавното обвинителство. Знаете кој е на дното? Апсолутни рекордери и апсолутни носители на дното на сите институции
внимавајте, на сите институции се обвинителството и судството. Тоа е од ваквиот начин на провлекување на избори на несоодветни и нестручни кадри, или можеби кадри кои што имаат соодветна стручност во дадениот момент кога истите се избират, но се подложни на влијание од оние, потенцирам, како што рекоа, клиентелистичкиот однос, бидејќи некој кренал телефон и се чувствува дека некому мора нешто да му врати. Но еве ви потенцирав, има начин и ова како да се разреши. И во догледен период со промена на власта и сите оние кои што се избираат на овој начин треба да знаат дека ќе има соодветно ревалоризација на компетенциите и стручноста на овие органи. Без при тоа да има било какви последици за сите оние кои што честно и соодветно си ја вршат работата. И со честни исклучоци и во овие органи ќе потенцирам. Има луѓе кои што честно и достоинствено си ја извршуваат функцијата која што им е дадена, но се во многу помал број и нивната работа ја засенуваат сите оние кои што се ставени на одредена функција, на одредена позиција, токму преку кревање на телефон и ја девалвираат и нивната работа. И не можат да дојдат до израз сите овие квалитетни кадри на постапување. Односно да истите да можат да имплементираат она што го имаат стекнато како знаење, за да тргнеме од мртва точка и тесното грло правосудство со обвинителство да тргне во позитивна насока. Од изјавите од типот, внимавајте, секој од секого се жали. Изјавите од типот дека не ги познаваат законите и уставот, министерот за правда му вели на председателот на Советот на јавни обвинители, Советот на јавни обвинители доаѓа на комисија, единствено се жали дека нема надлежности и нема одлучувачко влијание, дека јавниот обвинител е главен. И јавниот обвинител секогаш за него се е во постапка, но нема никакво разрешување, нема никакво разрешување на клучни проблеми. Судството продолжува со довршување на вака воспоставениот тек на нешта и граѓаните немале довер. Граѓаните немаат доверба со право, бидејќи се изложени на една тортура, долгогодишни постапки, кои што народниот правобранител ги констатирал по 20 години. Но од извештајот на јавното обвинителство се гледат и други работи. Неусогласеност на бројот на пријави, односно постапки, предистражни, помеѓу Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство е 20.000. Недозволиво. Со НН, непознат сторител, за кого сакаат, а во даден момент ставаат кој е оној, односно се насочува и предистрагата или истрагата према конкретно лице. Сите овие аномалии се клучен фактор за кој што граѓаните немаат доверба. Бидејќи секој може да се најде во ваква ситуација, во денешното постапување на овие органи. Но бидете доблесни, поништете го овој опис. Поништете го, распишете го на ново. Нека биде со роковите кои што се дадени. На брза трака, зборувам на брза трака, со законски предвидените рокови, да бидат пополнети. И да немаме ситуации во кои што се наоѓаме денес и за кои што доправа ќе разговараме и ќе имаме последици во понатамошното функционирање и на Советот на јавните обвинители со номинирање на вакви членови, а секако и од овде зависи целокупното функционирање на државниот апарат. Бидејќи јавното обвинителство не е само да ги гони граѓаните кои што направиле противправно дејство. Треба да ги гони и правосудните органи кои што сгрешиле, односно не постапиле согласно закон. И во сопствените редови, по принципот на хиерархија. Одговорноста треба да се бара и таму, а не тесно затворен круг и немаме никаква одговорност. Тесно затворен круг со вакви постапки на номинирање, избор и слепо слушање на насоки кои што ќе се дадат. И повторно потенцирам, сите клучни фактори во правосудниот систем,
во дадениот момент гледаат кој прв да го напушти бродот што тоне. Затоа ја префрлаат топката и одговорноста од еден на друг, односно министерот на председателот на Советот на јавни обвинители, овој на јавниот обвинител. Тој ќе се повика дека Државната комисија за спречување на корупција е несоодветна и нестручна, бидејќи сите иницијативи од Државната комисија кои што се доставени до јавното обвинителство, за ниту еден случај нема покренато истрага или процесуирано случај. Дополнително, новоформираното вице-премиерско место за владење на правото на госпоѓата Грковска има мислење за сите овие чинители и секогаш се појавува како орган кој што е над сите овие органи, а знаеме дека поделбата на власта не го дозволува тоа, а таа ги координира обвинителството, судството, Советот на јавни обвинители, судскиот совет и другите државни органи кои што се во областа на прогон. Координира. Што треба да координира? Таа не треба да има допирна точка со тоа. Таа треба да ги координира законите и предлог законските решенија кои што се доставуваат. Начинот на контролирање на судството и јавното обвинителство треба да оди со законските решенија и роковите и начинот на постапување кои што им се даваат со законски решенија, односно од извршната власт единствено треба да одат преку законодавната власт во исполнување на одредени критериуми и постапки за подобрување на овие услови со донесување на соодветни законски решенија и примена на истите, а не со директна координација од страна на измислено, потенцирам, морам да кажам, измислено вице-премиерско место да ги координира судовите, односно судството и обвинителството. Недозволив феномен, ниту пак познат некаде. Еве, нека кажат кај има компаративно вакви измислени форми на координација. Претходно имаше, морам да кажам како беше, delivery unit, некои вакви форми, совет за реформи, некои вакви форми на формирање на дополнителни тела и органи, кои што само потврдуваат дека не функционираат постоечките согласно законот за органите на државна управа, државните органи, а дополнително и независната судска власт која што треба да биде независна. Со ова директно признание дека истите не функционираат и не можат да бидат ставени во функција од страна на дадените органи. Но тоа што јавниот обвинител, односно председателот на Советот на јавни обвинители, призна дека нема никакво влијание, е директен показател дека оваа институција, уште еднаш потенцирам, треба што побрзо да се во најмала рака си дадат оставки и се расформира, бидејќи во дадениот момент нема никаква додадена вредност, туку имаме уназадување од нивните постапувања, од нивните постапки. Надминете се како парламентарно мнозинство за ваквите назначувања во сите други комисии. Секаде поставувате по директиви. Оние кои што се формирани од влада, оние што се формирани тела од собрание, но во судството и во обвинителството ваквите назначувања со години нанапред ќе не чинат многу. Веќе не чинат многу, а и дополнително ќе не чинат многу. Бидејќи не можеме да дозволиме стратегија за реформа во судството за 5 години, реализација на буџет 20%. И внимавајте, кај се дадени овие 20%? Во органот кој што требало да ја следи имплементацијата на оваа стратегија за реформи. Ова го изјави господинот Топанчевски, претходниот министр. И беше длабоко разочаран од исполнетоста, односно од реализацијата на стратегијата. А сега, секој еден функционер, ама буквално секој еден функционер, кој што треба да биде опфатен и треба да се поправи нешто во правосудството, вели во новата стратегија 2023-2027. Во новата стратегија ова ќе биде опфатено, во новата стратегија ова ќе се направи, во новата стратегија ова ќе се направи. Претходната ни е пример за капацитетност на исполнување на една стратегија
од искористување на буџетските средства од само 20%, кои што им биле определени, им биле дадени да се реформираат. Ги искористиле само меките мерки на советување и оние држење на предавање. Ништо суштински не превземали. А на ова се дополнува и мизерни 10% исполнетост на стратегијата за борба против корупција и организиран криминал од страна на органите во Државната комисија за спречување на корупција, која што ја следи имплементацијата на оваа стратегија. 10% исполнетост во втората година. Ако во првата имавме 20, во втората имаме 10. За целосно нејзино исполнување ќе треба да чекаме 2050 година. Каде што имаме институции кои што не дале ниту еден извештај, односно не превземале исполнување на ниту една мерка и активност која што им е дадена како задолжување со конкретни рокови и начини на постапување да ги отстранат клучните точки каде што имаме ризик фактор за корупција и криминал. Сето ова е еден синџир со многу алки. И сите, една од една, се послаби. Тука е проблемот. Но, кога станува збор за именување и назначување, никој нема проблем со тоа. Никој не се запрашува која ќе биде додадената вредност, во која област ќе се подобри функционирањето и работењето на овој орган од вака предложените кандидати. И предпоставувам дека при изборот на наредните ќе дојдат овде нови кандидати за кои што ќе кажат дека досегашните ништо не сработили. Она вршење на пресек дека до сега ништо од сега многу не доведе таму каде што сме. Не функционира системот. За жал. Утре, задутре, секој еден од нас може да се најде во ситуација да без никаква вина биде подложен на истраги од вакви типови, од вакви органи. Бидејќи немаме стручност и компетентност во органите кои што постапуваат. А многу граѓани се заглавени во вакви инструирани и поставени постапки за да истите бидат ставени, односно да бидат држани во рака од страна на одредени функционери. Доколку пристапите кон избор уште едниот кандидат, ќе ве повикам да се запрашате и да се консултирате со службите овде во собрание, бидејќи на дофат како парламентарно мнозинство вие и целокупниот законодавен правен сектор, во однос на роковите кои што ви се дадени со законот. Да не се доведете во ситуација да после тоа се оправдувате дека ова е колективна одлука и го избрало собрание и ништо не може да се направи. Она колективна одлука, односно колективна одговорност и неодговорност е тоа што дава одредена заштита на оние кои што сакаат да се заштитат, но мораме да пристапиме понатаму кон поединечна одговорност на функционерите, ако сакаме да имаме соодветна и одговорност, а и дополнително зацврстување на постапките да бидат во согласност со законот и уставот. Бидејќи се додека нема поединечна одговорност, еве вака ќе се зацкриваат за колективна одговорност, еве во дадениот момент ве прашав со кое право 7 гласови утврдија дека единствен предлог на пленарната седница, на пленумот, треба да биде единствено првиот пријавен кандидат. Ова е филтер каде што треба да се разгледат кандидатите кои ги исполнува формално правните услови. Може би пленумот ќе имаше различно мислење од оние 7 колеги кои што го избраа. Тоа значи, со фактот, според вашите толкувања, со утврдување на кандидат од страна на 7 членови во комисијата е завршена постапката. Пленумот нема право на друго ништо да избира. Тоа значи дека овие 7 се всушност избор на комисија за кој ќе биде член на Советот на јавни обвинители или не.
дополнително што не се дава да се расправа по наредните кандидати, кои што можеби на некој начин некој ќе беше разубеден дека има подобри квалификации и ќе биде постручен во вршење на функцијата. И тука ќе се видеше надпреварот на стручност, компетентност, квалификација и знаење. А вие дисквалификувате од старт со одлука на 7 луѓе, се дисквалификува и волјата на целиот парламентарен состав, односно на сите пратеници. Бидејќи се завршува постапката со вашето постапување со овој избор, ќе доставите извештај единствено само за еден кандидат и тука е неприкосновено правото на мнозинството, бидејќи еден кандидат, немаме што да разговараме, нема потреба од дискусија, утврдиле и се завршува овде постапката. Но, со ваквите предлози ќе се судриме, бидејќи воспоставувате лоша пракса. Лошата пракса се продлабочува понатамо во изборот на сите наредни членови и во комисии и сите други тела и надлежности кои што ги има и собранието во онаа надлежност за избор и на регулаторни тела и други тела кои што се формирани и оние надлежности кои ги имаме за избор на членови како на Уставниот суд, за суди на Уставниот суд и понатамо за сите други членови кои што ги потенцирав и сите надлежности на кои што се осврнав и сакав да ви обрнам внимание да може би се запрашате за тоа колку вреди да насилно постапувате и насилно ги носите сите овие избори на членови на Советот на јавни обвинители. Ако проблемот е во едниот или двајцата членови на Советот на јавни обвинители, дека досега во дадени ситуации при избор на обвинители во основното обвинителство за гонење на организиран криминал, каде што имаше пријавени кандидати, а Советот утврди самиот дека немало потреба да се избере ниту еден, бидејќи не биле доволно стручни и компетентни, може би овие двајца ќе направеа мнозинство за да истите бидат избрани. Уште еднаш потенцирам. Му даваме право на Советот на јавни обвинители, на што самиот председател не знаеше да одговори на комисиската расправа, каде што му беше потенцирано врз основа на кое право, врз основа на кој документ и надлежност му дава да од предложени кандидати кои што, цитирам, формално правно ги исполнуваат сите услови за унапредување и избор, кога нема повеќе кандидати пријавени од бројот на потребни извршители, тие вршат, односно не вршат избор со изговор дека утврдиле дека нема да биле соодветни. Односно нема да ја исполниле врската која што ќе им била дадена. И на прашање по кој основ, врз основа на која постапка ова го направиле, немаше одговор. Немаше, бидејќи ова беше телефонски разговор. И директно дадена насока да не биде избран никој. Бидејќи нема таков основ, Советот на јавни обвинители распределува сите оние кои што исполнуваат формално правни услови, ги има, тие избираат и ги распределуваат во соодветните обвинителства. Но кога за едно место имаме еден кандидат или за тројца кандидати, нема. А тие утврдиле дека не, оние кои што се пријавиле не биле соодветни, дополнително ќе побараме нови. Дајте ново дете, она како беше, дајте ново дете. Недозволиви постапки, а сега со ваквите постапки вие кои што ги правите, ги легитимирате овие постапувања и им давате легитимитет на овие постапувања на председателот на Советот на јавни обвинители и на членовите на Советот на јавни обвинители, бидејќи се врши еден ваков избор, а со тоа директна е одговорноста и на законодавниот дом, бидејќи од овде се произлезани овие членови кои што се избираат сега.
при нивното одлучување одговорност има и самиот парламент. Тие биле овде на разгледување, биле избрани од собранието. И повторно верувајте, за неколку месеци, само за неколку месеци, ќе се доведеме во ситуација да самите не се согласувате со одредени нивни постапки. Ова се случи со Уставниот суд. Имено, ревносно ги браневте кандидатите при изборот од председателот од Кацарска, која што бевте убедени дека е стручна, компетентна да ја води и да ја обавува функцијата. Во моментот кога се донесоа одлуки за поништување на одредби од Законот за работни односи и Законот кај што ви беше посочено за експроприација, во оние закони за автопатските делници кои што насила ги донесовте, односно истите претходно во одредени одредби и членови беа поништени или укинати од страна на Уставниот суд, токму кога председател е Кацарска, вие понатаму нивните одлуки на Уставен суд не ги зедовте во предвид и велевте дека грешка ги толкувале одредбите. А допред само неколку месеци велевте дека постручни кандидати и кадри од Кацарска за таму нема. И сега се доведовте кого да слушате? Оние кои што ви дават наредби од влада или да слушате, односно да примените и да ја разгледате соодветно суштински одлуката на Уставен суд, кој што мораме да констатираме. Какви и да се кандидатите, односно судиите таму во одредениот момент се врвот кои што ги поништуваат и нашите акти кои што ги носиме или ги укинуваат во делот во кој што сметат дека се противуставни, односно спротивни на закон, на уставот. Верувајте, во многу брзо време и во однос на одлуките на Советот на јавни обвинители, самото парламентарно мнозинство ќе ретерира и ќе се покаже за одредени одлуки кои што ќе ги носат. Нема многу време да ви помине. Тоа е, бидејќи насилно ги носите и не е она што треба да биде стручност, компетентност и квалификации за вака одлучувачки органи. Бидејќи Советот на јавни обвинители е формиран и е всушност еден врв во јавното обвинителство, односно во пирамидата која што треба да воспостави независност на јавните обвинители. Со самиот закон кој што се формира, вели, Советот е самостоен орган кој обезбедува и гарантира самостојност на јавните обвинители во извршување на нивната функција. Гарантира самостојност. Советот на јавни обвинители во вршење на своите функции соодветно ги применува одредбите од Законот за употреба на јазиците и така натаму. Значи гарантира самостојност на јавните обвинители во извршување на нивните функции. Самиот интенцијата на законодавецот при формирањето била таа да биде степен над јавните обвинителства кој што ќе ги контролира и ќе воспостави самостојност на јавните обвинители. А сега зависноста на Советот на јавни обвинители зависи од волјата на извршната власт, преточена преку мнозинството во законодавниот дом. Каша попара направе. Немаме никаква ниту самостојност, ниту она што треба да биде замислата, односно самата замисла на законодавецот уште при носење на овој закон. Не случајно е донесен, не случајно е формирано ова тело. Но ќе ве замолам уште еднаш да ја прекинете седницата, да го поништите огласот, за да можеме соодветно во дадените рокови, согласно закон и постапките, да избереме соодветни кандидати, како што доликува во една суштинска дебата и согласно процедурата на самите закони. Ве замолувам уште еднаш, бидејќи на претходната, на отварањето на седницата, ве замолив, мислам уште на почетокот на претходната точка, да се произнесете по членот 32 од Законот за Советот за јавни обвинители, на што се однесува и како се однесува, бидејќи тогаш се заплеткавте во едно толкување дека тоа е за конститутивна седница на Советот на јавни обвинители. Ставот 3 се однесува на Собранието на Република Македонија, не се однесува на Советот на јавни обвинители. А добив образложение дека ова се однесува за конститутивната седница, требало да се одржи во рок од 30 дена на Советот на јавни обвинители.
Ставот 3 е многу јасен и дециден. Седницата на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на која се избираат членовите од ставот 1 на овој член, е итна и се одржува во рок од најмногу 30 дена од денот на изборот на членовите на Советот што се избираат од страна на јавните обвинители. Тоа значи, за докомплетирање на целиот Совет, треба да има соодветни рокови, односно постапување. Ве молам, произнесете се по оваа точка, да знаеме на што се однесува и консултирајте се. И со самиот правен сектор во Собранието. За некои постапки кои што насила ги терат. А да, како што и досега постапувавте, кандидатот кој што го предлагате е ваш кандидат на парламентарното мнозинство и ќе го изберете. Но барем да биде во соодветна процедура и постапка. Не му ставајте на товар од старт нелегитимна постапка и истиот да биде дисквалификуван во начинот на постапување, односно да не може соодветно да дава свој допринос во работењето на Советот на јавни обвинители. Или да го повикаме овде, бидејќи го имаме правото, уште еднаш, покрај извештајот и председателот на Советот на јавни обвинители да се произнесат по овие состојби и нешто да се превземе. Дали да им се зголемат надлежностите, но и правата и обврските, или истото ова тело да се реформира, односно да се распушти на начин што ќе си поднесат оставки од председател на Советот на јавни обвинители па до сите членови следствено. Барам да ми одговорите на поставените прашања, за да можеме да продолжиме со дискусијата понатаму. Ви благодарам.